Понешто повеќе од една година од воведувањето на таксата за паркирање во централното градско подрачје на Кочани се уште не се надминати одредени објективни и субјективни проблеми, посебно со лицата кои се ангажирани како наплатувачи. Ова посебно се однесува на нивниот нерешен статус, бидејќи за нив не се плаќа никакво социјално или друг вид осигурување. Сепак, во комуналното предпријатие Водовод оценуваат оти службата што е одговорна за јавните паркиралишта на кои се врши наплата, работи рентабилно. Доволен доказ за тоа биле собраните над 1.650.000 денари во првите 9 месеци од оваа година. Да, овие приходи се доволни за покривање на платите на сите вработени и за покривање на вкупното работење на оваа служба. И сметам дека приходи остварени за 233 паркинг места се солидна бројка која се должи на реалното извршување во вакви услови како што работиме во овој момент. Грубата пресметка пак околу трошоците за работа на службата покажува дека скоро целиот остварен приход од таксата за паркирање се троши за надоместоци на ангажираните лица. Во Водовод се уште не е завршена постапката за избор на оператор кој ќе овозможи наплата на паркинг таксата со СМС пораки. Тоа ќе обезбедело проширување на опфатот, односно зголемување на бројот на места на кои ќе се плаќа за паркирање. Според Папазов, ќе се намалеле и објективните и субјективни слабости при работењето на службата. Сепак, тој признава дека начинот на кој се ангажирани лицата кои ја вршат наплатата не им овозможува целосна социјална и друга заштита. Точно е дека има дел на вработени кои се ангажирани по договор за дело, се работи за вариабилна категорија на вработени и преку давањето на ваквата услуга кон граѓаните поминаа доста број на вработени и направена е одредена селекција на луѓе и сметам дека сме дојдени до оптималната бројка и оптималниот квалитет на луѓе кои имат обврската и правото да наплаќат ваква услуга. Со завршувањето на постапката за воведување СМС наплата за паркирање, требало да се реши и статусот на сега ангажираните наплатувачи. Веќе биле разгледувани можностите за решавање на нивниот работен однос преку агенција за временно вработување или со ангажман на неодредено време.